mi padna težok del, dragi Jonče, da se prostam со тебе од името на твоите колеги, твоите другари по перо, од името на писателите на Македонија и на оние од другите културни центри на нашата земја со кои ти имаше бројни, живи и творечки допири. Не можам да се помирам со фактот дека сме собрани на последна средба со тебе, дека нема повеќе да се видиме, да расправаме за проблемите на нашата литература и култура, за она што било и за она што треба да биде, но вистината е посилна од моето и нашето чувство, од свеста што упорно го отврла фактот дека е стварност тоа што се случило и јас сега во овој ирационален миг стојам пред тебе како другар пред другар, како писател пред писател, чувствувајќи бескрајна потреба да молчам и бескрајна принуда да зборувам и да се сеќавам. Неговите раскази опфаќаат главно две доминантни теми. Едната е животот на градот, на овој град, а другата човекот во револуција. Но и во двете теми основната инспирација, авторската интенција, оној литерарен напор кој што постојано се чини во литературата, сето тоа е ориентирано кон човекот, кон неговата екзистенција и затоа литерарната постапка во расказите на Бошковски ги елиминира сите други елементи, сите други возможни текови на раскажувањето, на остварувањето на една литерарна материја, оставајќи простор главно за испитувањето на она што човекот го сврзува и го одржува во неговата екзистенција. Во известна смисла ја напушта својата основна тема, раскажувањето за овој град, и се преориентира со една авторска сигурност, со една вдаденост која што секако произлегува од една голема инспирација, се преориентира кон темите од нашето национално минато. Јован Бошковски не се изневерува себе си како раскажувач. Тој го објави романот Солунските атентатори некако странична преокупација, како некој страничен продукт на своето литерарно творештво, туку како една тема кон која навистина сериозно и творечки се однесуваше. Пред смртта тој подолго време работеше на еден роман кој веројатно остана недовршен, со тема од илинденскиот период и ценејќи го она што е остварено во Солунски атентатори и творечката природа на Јован Бошковски, сметаме дека и кон овој текст нашата книжевна историја и нашиот сегашен литературен миг треба да се однесуваат со одредено внимание. Но секако не можеме да го оставиме надвор од нашето интересирање она најдоброто од расказите на Јован Бошковски, оние раскази кои секако се едни меѓу највредните во нашата литература. Тоа се пред се, да споменеме само некои, расказот Заедно, потоа Време за одмазда, Време за прошка и секако најдобриот расказ на Јован Бошковски, еден од најдобрите во нашата литература, Човек на покривот. Творештвото на Јован Бошковски во вистинската смисла на зборот представува цел еден спектар од разновидни дејности и интересирања. Јас на едно место веќе реков дека неговата младост се поистовети, се поклопи со младоста на нашата поширока општествена и национална заедница, со младоста на нашата литература, со младоста на нашата наука. Префрлувајќи се по-конкретно на неговата дејност во театарот, а како што е познато, тој повеќе години беше и директор на драмата на Македонскиот
народен театар. Сакам да апострофирам дека како резултат на неговите интересирања за театарот се роди, беше создадена многу познатата книга, рецензии, критики и огледи театарски под наслов Оплеменета игра, која што беше издадена во 1955 година. Сакам да напоменам дека само пред неколку месеци беше објавен неговиот мощне сериозен и мощне интересен оглед, литературно-историски оглед, подлекувам, за дејноста и творештвото на еден од пионирите на македонската театарска уметност, за Војдан Чернодрински. Неговиот придонес на планот на филмската уметност е мощне значаен пред се како сценарист. Познато е дека негово сценарио е Под исто небо, потоа Солунските атентатори. Тој е еден од косценаристите на филмот Мементо. Овој филм спаѓа во категоријата на филмови кои немаат фабула во класичниот смисла на зборот. Па сепак содржина постои и таа може дури да се раскаже. Филмот зафаќа период од 4 години. Заправо се навраќа на 1963 година, на оние денови кога Скопје го снајде познатата катастрофа. И вториот дел, тоест втората фаза во која се сретнуваат јунаците на филмот е 1967 година, а може да се земе и година подосна или порано, тоа е сосема еден неважен податок. А пред крајот на својот живот, само пред неколку месеци, тој интензивно работеше над сценариото која деновиве се реализира во Крушево и која го носи символичниот наслов Републиката во пламен. Моje мислење е дека Јован Бошковски беше еден од најзрелите, најквалификуваните и најсериозните сценаристи кај нас. Со името на творецот Јован Бошковски непосредно ме сврзуваат два мои критички текста. Веднаш по излегувањето на неговата прва и воопшто на првата прозна збирка во македонската литература Растрел, јас искажав вистини кои и денеска се наложуваат со својата трајност, со својата несомненост. Спагајќи кон првата, кон основоположничката генерација на она што влегува во поимот современна македонска литература, творецот Јован Бошковски уште со своите први чекори откри едно свое собствено, самосвојствено гледане и согледување на животот, на судбината на нашиот човек и нему му припаѓа ретката чест што тој во повеста на ова наша литература, уште во нејзините мугри, на таа наша нова современа македонска литература, направи сериозни напори за разоткривање на внатрешни човечки немери. Тој не можеше во онаа доба да ги избегне до некаде стандартни за тогаш конвенции и шаблони, но и тогаш тој се откриваше со нешто оригинално, со она веќе спомнато согледување и во таа смисла тој треба да биде обележен како еден автентичен изобразувач на обичниот, на малиот човек
од нашата скопска периферија. Уште тогаш јас посебно ги ценев напорите, усилбите на творецот Јован Бошковски за еден продуховен, за еден пречистен македонски уметнички збор. Подосна, при појавата на неговата нова книга Луѓе и птици, јас можев со задоволство да констатирам дека неговите напори за психолошко согледување и разоткривање бележат веќе и видливи резултати и дека неговиот израз станува уште по-исцизелиран во една креативно стилска смисла. Но она кое ме импресионира во ликот на творецот Јован Бошковски, тоа е една негова висока литературна култивираност. Тој беше еден од најразнообразно информираните за литературните постигања наш писател, а тоа го подцртувам бидејќи како човек тој дојде од недрата, од низините на животот и со една горкиевска литературна самообразованост го стигна степенот на еден од достојните креативци на македонскиот збор. И тешко е денес да се изговори дека прерано прекина творечкиот пат на Јован Бошковски. Но со пиетет треба да се каже дека и најстрогиот иден македонски книжевен историчар ќе забележи со достоинство неговото име, неговите усилби, неговото вградување во нагорната повест, нагорната развојна повест на македонската уметничка литература.